Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Зголемена потрошувачка на геотермална вода, што се движи околу 15.000 метри кубни, е регистриран во изминатиот период. Според одговорните во комуналното предпријатие Водовод, искористеноста на капацитетот на дневна основа е поголема за неколку пати во споредба со просекот. Ниските дневни и ноќни температури во изминатите 2 недели директно влијаеле врз зголемената потрошувачка на геотермална вода од системот Геотерма. Потребата од топлинска енергија ги натерала корисниците кои се приклучени на цевководот да побараат поголема испорака на количините за да се избегнат последиците од студот. Од комуналното предпријатие Водовод велат дека со години не била регистрирана толкова потрошувачка, но тие се подготвени да одговорат на зголемената побарувачка. Најголеми потреби за топла вода во овој период имало кај оранжериското производство. Во овој период оранжериското производство има раседување на овие културите кои ги произведуваат, раноградинарските, и таму после не знам колку години имаме норма дневна потрошувачка од 15.000 метри кубни на топла вода. Нашиот систем го издржува тоа, имаме доволно капацитет, имаме исправнени состојбата и можете и со самите корисници на тоа сервисирани со 100%. Во моментот, цената на геотермалната вода од системот Геотерма изнесува 31,6 денари за метар кубен. Пред околу една година таа беше за 17% повисока, односно изнесуваше 38,1 денари, но по барање на управниот одбор на комуналното предпријатие Водовод, на крајот на декември 2015 дојде до намалување, за што согласност беше дадена и од страна на Советот на општината. Во образложението за намалувањето, тогаш беше речено дека тоа е направено поради промената на цените на одредени калкулативни елементи, што влегувале во структурата на крајната цена на геотермалната вода, а калкулацијата била во согласност со тарифникот што во 2012 година беше објавен во Службен весник на Македонија. Сепак, корисниците и понатаму сметаат дека и сегашната цена за геотермалната вода е превисока, поради што дел од нив се откажаа од користењето на системот Геотерма и инвестираа во сопствени системи за загревање на оранжериското производство. Студеното време предизвика целосно замрзнување на браната Гратче. Иако дебелината на мразот е над 10 см, тоа нема негативно да се одрази на постојниот рибен фонд. Екстремно ниските температури во изминатиот период придонесоа за комплетно замрзнување на водата во вештачката акумулација Гратче. Студените ноќни периоди, кои во подножјето на Соговијата надминаа минус 20 степени, го прекрија со мраз целото водено огледало на браната. Со оглед што капацитетот не е максимално исполнет, акумулацијата има можност да го прими минималниот доток што доаѓа од мала и голема река. Проценките се дека просечната дебелина на мразот изнесува над 10 см, а слично такво замрзнување имаше пред 15 на години, кога неопходно беше и кршење за да се избегне притисокот врз бетонскиот преграден зид на браната. Од спортско-риболовното друштво Кочански рибар, чии членови во почетокот на декември извршија порибување на езерото, рекоа дека рибниот фонд е безбеден и нема потреба од дополнителни мерки за заштита. Со количините што се влеваат во браната се обезбедуваат неопходните потреби од свежа и чиста вода, поради што засега не е планирано прихранување на рибите. Инаку максимално димензионираниот капацитет на акумулацијата Гратче е нешто повеќе од 2 милиони метри кубни вода, а во моментот се акумулирани над 50% од таа количина. Со покачувањето на температурите и топењето на снегот и мразот, за краток период се постигнува целосно полнење и прелевање преку преградниот зид. Замрзнати цевки, пукање на цевоводите, граѓаните без вода. Ниските температури почнаа да го земаат данокот во семејните куќи и да им прават штети на граѓаните по домовите. Ниските температури го земаат данокот во семејните куќи и домови на жителите на општина Кочани и пошироко. Граѓаните се жалат на замрзнати цевки кои ги оставиле без вода во домовите, а се регистрирани и пукања на цевоводите. Граѓаните очекуваат големи штети откако ќе се одмрзне водата. Од времето има замрзнане и дома у домаќинство. Да. Како се справувате со ниските температури? Тешко. Лошо е. Да. Посебно ние повозрастните треба да се припазваме. Очекувам на дворешта чекшма, например, мора да пукне. Чим е замрзнана, мора да пукне. Цевки и се замрзнава. Замрзнано ни соларното малку и пералното ни замрзнане.
Па, добро, оѓено горе, топло, дома, излегуваме, јас не се бојам. И во услови на поларни температури, системот за водоснабдување на општина Кочани е во добра кондиција, што значи дека водата стигнува до сите потрошувачи, истакнува Александар Евтимов, технички директор на комуналното јавно предпријатие Водовод, и додава дека реалните штети од невремето ќе се видат дури откако температурите ќе се зголемат и ќе потече водата. Открепа Водовод со апел на ниските температури, граѓаните да ја оставаат водата да тече. Оти математиката е дека подобро да се потроши повеќе вода, отколку да се направи поголеми проблеми и пукање на цевоводите по одмрзнувањето. Општина Кочани ја утврди методологијата за проценка на пазарната вредност на земјиштето врз основа на што ќе се пресметуваат обврските за данок. Изготвувањето на методологијата е врз основа на минатогодишните купопродажби, а таа ќе се применува во текот на оваа година. 54.000 денари изнесува пазарната вредност на 1 декар ориз на нива од прва класа, според проценките што ги направил стручниот колегиум во општина Кочани. Оваа цена ќе се применува во пресметката на даночните обврски во текот на 2017 година при купопродажба, подарување или друг вид промена на собственоста на земјиштето што е опфатена со одоначување. Неодамна локалната власт го објави заклучокот во кој се наведени проценетите вредности на сите видови земјоделско и градежно земјиште по класи во полскиот и во рицко-планинскиот регион на општината. Сепак, според надлежните служби, оризните ниви не вредат најмногу. Во утврдената пресметка стои дека најголема вредност има земјоделското земјиште што катастарски е заведено како градини, при што 1 декар од прва класа чини 125.000 денари. Вредноста на овоштарниците од прва класа пак ќе се смета дека изнесува 68, а лозјата 66.000 денари за декар. Нивите на кои се засејуваат жито или други култури се проценуваат на 48.000, ливадите на 25, пасиштата 21 и шумите на 11.000 денари за декар од прва класа. Што се однесува за пониските класи, вредноста на секоја категорија земјиште се намалува за околу 10% по класа. Службите во општина Кочани утврдиле дека и во Рицко-планинскиот регион најголема вредност имаат првокласните овоштарници, кои чинат по 27.000 денари за декар. Веднаш потоа се лозјата по 26.000, нивите и шумите по 23, градините по 17 и пасиштата и ливадите по 9.000 денари за декар од прва класа. И во овој регион вредноста на пониските класи за секоја категорија се намалува за околу 10% по класа. Освен за земјоделското, утврдена е и вредноста на градежното земјиште. Според проценката на општинарите, парцелите во градското подрачје од првата зона ќе чинат 965 денари за квадрат, во втора зона 867, трета 740, четврта 480 и петта 170 денари за квадрат. Вредноста од последната петта зона во градот ќе се применува при пресметката за градежното земјиште за сите селски населби. Според важечките законски прописи, при купопродажба на земјиште од која било категорија и класа, општината пресметува данок на промет во висина од 3% на утврдената вредност, додека кај подароците процентот е повисок и изнесува до 5%. Доделување пакети со храна и посета на изнемоштени болни и стари лица врши деновиве општинската организација на Црвениот крст Кочани и им помага на луѓето да се справат со ниските температури. Во соработка пак со невладината благородна мисија доделени се и кебиња на социјално ранливите категории семејства. Хуманитарни активности за справување со студениот бран спроведува општинската организација на Црвен крст Кочани. На ниските температури што ја зафатија државата, општинската организација на Црвениот крст во соработка со Центарот за управување со кризи, Центарот за социјални работи и локалната самоуправа на Кочани врши посета на социјално загрозени, стари и изнемоштени лица и оние кои што живеат сами и им врши посета во домашни услови. До сега се посетени 5 такви лица, социјално загрозени лица, и во рамките на овој период до денеска се поделени 11 пакети со храна. Исто така сакам да напоменам дека во соработка со невладината организација Благородна мисија се дистрибуираат и кебиња на социјално ранливи категории. Општинската организација на Црвен крст Кочани и невладината организација Благородна мисија и понатаму остануваат отворени за помош на сите кои навистина им е потребна во овие ниски температури.
Томе Моневски од Кучани, член на ловното здружение Осогово, при акција за одстрел на штетен дивеч, утрово застрелал волк во близина на селото Лешки под Осоговијата. Ваквите акции и хајки на волци се добредојдени во овој период, бидејќи овој штетен дивеч во потрага по храна се симнува дури и до пониските планински села. При акција за одстрел на штетен дивеч, ловците од ловното здружение Осогово од Кучани утрово одстрелале волк тежок околу 30 килограми. Волкот бил одстрелан во близина на селото Лешки под Осоговијата, а го одстрелал Томе Моневски од Кучани, кој што е зачленет во повеќе ловни здруженија и е активен во хајките и акциите за одстрел на штетен дивеч. Членовите на ловното здружение Осогово од Кучани велат дека на овие ниски и поларни температури волците често се симнуваат покрај селата во потрага по храна, а честопати шетаат и во глутници, па ваквите акции се добредојдени за луѓето кои што живеат во близина на планинските села. Со новата година започна и зачленувањата во библиотеката Искра. Со новите зачленувања, Кочанската библиотека има околу 2000 членови, кои што ги користат нејзините услуги. За првачињата и понатаму останува бесплатната членарина. Во тек е и пописот за бројот на книги со кои што располага установата. Од почетокот на новата 2017 зачленувањето за користење книги во библиотеката Искра се одвива со полн интензитет. Во новата година се имаат зачленето нови 150 членови и вкупната бројка изнесува 2000 членови. И годинава Кочанската библиотека нуди попусти за семејни зачленувања. И годинава ќе важи исто така намаленијата за семејни зачленувања. Знаеме дека членарината, поединечна членарина за еден член е 150 денари, додека семејното зачленување е 250 денари за 2 члена и 350 денари за 3 члена од едно семејство. Да кажеме исто така дека зачленувањето го вршиме кај нас важи една година, значи од датумот на зачленување, да речеме денес, до следната година до следната година истиот ден. Значи полна членарина од една година си важи. За првачињата и годинава остануваат бесплатните зачленувања, кои што нив ги зачленуваат со почетокот на учебната година од 1 септември, а членарината важи до 31 август следната година. Во последните години Кочанската библиотека ја следи целата домашна литература од домашните издавачи и набавува се што е ново кај нив и се што излегува од книги, како од детска, така и литература за возрастни. Библиотеката располага и со доста стручна литература. Инаку во моментов во тек е пописот на бројот на книги со кои располага библиотеката и се очекува бројка од околу 60.000 книги. Следува информацијата од спортот. Општина Кучани отпадна од проектот на Агенцијата за млади и спорт за учество за изградба на 100 тениски игралишта. Иако барањето на нашата локална самоуправа беше поднесено уште пред 3 години, проектот остана без практична реализација. Без одговор остана иницијативата на локалната власт во Кочани да се обезбедат услови за унапредување на тенисот. Едно од намерите тоа да се направи беше изградбата на терени со посебна подлога, што ќе овозможи продолжување на периодот во кој ќе може да се тренира и игра. Шанса да се добијат новите теренски игралишта беше проектот на Агенцијата за млади и спорт, која во неколку градови во државата веќе реализираше дел од планираните активности. И по повеќе од 3 години од поднесувањето на барањето до Агенцијата, не дојде позитивен одговор дали Кочани ќе биде вклучен во проектот, иако за тенисот има интерес меѓу младите. Во образложението за поднесување на барањето, тогаш беше речено дека во услови кога градот не располага со затворени тениски терени, изградбата на нови со посебна подлога би овозможила тие да се користат и во текот на зимскиот период, кога временските услови тоа би го дозволувале, односно кога нема дожд или снег. Сепак, и покрај поддршката од Советот на општината за испратената апликација до Агенцијата за млади и спорт, во рамки на проектот за 100 тениски игралишта, позитивниот одговор изостана. Со проектот на Агенцијата беше предвидена изградбата на игралиштата со тврда подлога за надворешни услови, за кои е добиен и сертификат од Интернационалната тениска федерација.
Се најавуваше дека терените се со инфраструктурни приклучоци, оградени со жичена мрежа, а околу нив дека ќе има пристапна патека изработена од бекатон плочки. Покрај тоа се ветуваше дека тие ќе можат да се користат и во вечерните часови, бидејќи ќе бидат осветлени со рефлектори. Почитувани, толку и во овие вести на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Следете ни на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.